Терасата на новоотворениот објект Микаса на Скопско Кале секојдневно прима посетители. Работи како кафе-бар. Гостите најверојатно и не знаат дека се релаксираат во објект кој, ако институциите си ја вршеле работата, не би постоел. Тоа го откри истражувачкиот новинар на БИРН, Гоце Трпковски, во текстовите објавени на порталот Призма. Тоа што му се случува на Калето моментов е општа заборавеност од институциите што се надлежни за неговата заштита. Тоа возможува да се вршат работи кои што можеби не се целосно легални, но не се ни целосно нелегални. И во таа сива зона снаодливи луѓе, на кои што им било дозволено да бидат снаодливи во еден чувствителен простор нормално, може да го искористат тоа во своја корист. Има еден бизнисмен кој што купил 6 стамбени единици и ги споил во еден хотел за кој што тој ни рече дека е со 15 соби. Сивата зона за која зборува Трпковски е последица на отсуството на така наречен елаборат за ревалоризација на Калето. Со закон донесен уште пред 17 години е предвидено такви елаборати да се направат за секој заштитен објект, за да се утврди неговата вредност, но и за да се одредат правилата на игра, што смее, а што не смее да се прави во подрачјето под заштита. Тоа што нема елаборат за Калето, го искористил бизнисменот Фикри Демировски за преку фирма во собственост на неговата сопруга да купи неколку претходно легализирани стари градби и на нивно место да подигне нова, по мароканско-андалузиски стил. Елаборатот е многу технички документ, не е тоа само еден подпис и треба работа за да се направи. И треба во меѓувреме да се стави некаков, дали да го наречам пак мораториум, во кој што нема да има развој во местата кои што можеби ќе бидат опфатени со елаборатот. Изготвувањето на елаборатот е обврска на Конзерваторскиот центар Скопје. Оттаму велат дека се при крај со документот, иако се жалат на финансиски и кадровски дефицит. Но отсуството на елаборатот не ги спречува другите институции да постапуваат ако се градело незаконски, вели Коле Чапкановски од Конзерваторскиот центар, кој од оправдани причини не можеше да зборува пред камера. Откако Конзерваторскиот центар ќе го проектира Калето, Управата за културно наследство треба да го одобри елаборатот и да почне да управува со тврдината по нови правила. Директорот на управата, Ацо Костов, вели дека просторот е без видеонадзор, но е надгледуван од чуварска служба. Сепак, никој не пријавил оти нешто се гради. Ако ќе ме праша така кој ќе поднесе одговорност, сите сме одговорни. Меѓутоа, конкретно не можам да ви кажам затоа што наша инспекцијска служба работи на повик на Конзерваторскиот центар Скопје. Или ако она примети или дојави некој излегува на терен и реагира. Меѓутоа нашата исто неопременост и во времево на пандемијава, во вакви услови, на цела Македонија не може да постигне секаде. Не сме добиле информација за објектот, конкретно што го кажувате, за неговиот стил, за упадот во целиот тој простор естетски што е направен. И право да ви кажам, ја не сум го видел, а сум поминувал, ама не натаму нагоре кон објектот. Костов, иако нема прецизен датум, уверува дека елаборатот за Калето наскоро ќе биде готов. Настојчиви сме, се слушаме на телефон, правиме некакви напори, ургенции и со директорот и со колегите што работат на тоа и се надевам дека ќе биде многу скоро време, ќе биде елаборатот и ќе се отпочне постапката понатаму. За Калето, кој на територија на општина Центар, нема детален урбанистички план. Генералниот урбанистички план за Скопје предвидува просторот на потегот од тврдината до Музеот на современа уметност, кој е во државна собственост и каде што е и Микаса, да биде зелен појас. Градоначалникот Петре Шилегов има идејни решенија, но и тој го чека елаборатот. По основ на тие идејни решенија, да речем, што ги предлага, веќе може да се надзират контурите на тоа како би требало да изгледа Калето и потоа многу последователно и логично на тоа го нарачавме елаборатот за културно наследство, што треба да представува основа за тоа што од овие идејни решенија кои што градот ги има и наградено може да се реализира и да биде пуштено во употреба, затоа што на вистина мислам дека тврдината треба да биде свратилиште на скопјани. Спектакуларна панорама на нашиот град има од тој рид и едноставно меѓу тој моментот вода нема кај да купите. Шиликов тврди дека нема простор за компромис со оние што легализирале, изградиле или планираат да градат на Калето.
Но факт е дека институциите барем делумно се будат по алармот што го вклучи новинарското истражување. Какви да се, да речам, актите кои што биле донесени, во таа фаза ниту еден не дозволил или не дозволувал изградба на таков објект. Велам со градоначалникот на општина Центар сме во постојана една комуникација на таа проблематика и мислам дека веќе во текот на наредната недела ќе имаме определени действија кои што ќе ги превземе општина Центар како надлежна општина. Дали санирање може да значи и рушење? Да не прејудицираме с какви ќе бидат актите, бидејќи сепак, да речам, собственикот вади некаков имотен лист. Објектот е запишан во катастарот како недвижност во приватна сопственост, изградена на државно земјиште. Поточно, на парцелата се впишани 10 стамбени единици со површина од 4 до 80 квадрати или вкупно 270 квадратни метри, колку што и основата на новата градба. Демировски ги купувал посебните единици во 2017 и 2018 година, а му се запишани на единствен имотен лист во 2019. Компанијата Микаса Ориент која ги поседува е регистрирана под шифра за хотели и слични објекти за сместување. Демировски за Бирн изјавил дека Микаса го водат како приватен објект со соби за издавање. Во пазарниот инспекторат пријавиле дека ги исполнуваат условите за вршење угостителска дејност и навеле дека би сакале да работат како хотел. Затоа побарале од Министерството за економија да им направи соодветна категоризација. Комисијата за категоризација, постапувајќи по поднесеното барање, изврши увид во објектот и констатира дека се исполнети условите за категоризација на објектот. Но во меѓувреме, бидејќи во печатените медиуми се појави информации дека објектот нема дозвола за градба, комисијата се обрати до општина Центар со барање за добивање одговор во врска со тоа и во моментот е стопирана постапката за категоризација се до добивање одговор. Законот дозволува доколку имаш стан или куќа да можеш да ја претвориш во хостел. Градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ ги проверува документите за легализација на објектите на чие место никнала Микаса. Со легализацијата е стекнат имотен лист и не било потребно одобрение за градба, туку била доволна пренамена на имотот. Нема таму детален урбанистички план, но на жалост законот за легализација таков каков што е да може да дозволи легализирање на објекти кои што се изградени и во заштитени подрачја, и на улица, и на булевар некој, па после ако има јавен интерес државата треба да го експроприира, односно го откупи. Ние имавме таму една интервенција од страна на инспекцијските служби каде што беше пречекорено мимо имотниот лист и таму отстранувавме еден дел од објектот. Кога правевме контрола, луѓето викаат дека е хотел, во тоа што го гледаме станува збор за апартманско сместување, за кое што можете и како стан да го третирате, па со дозвола некој од Министерство за економија да добиете дека можете да го рентате станот, значи не станува збор за хотелско, него за некој вид апартманско сместување, каде што можете да имате намена и А1. Така да тој случај дополнително го испитуваме да видиме дали е прекршен некој член од законот за легализација и дали смеело во тоа подрачје да има легализирани објекти. Богдановиќ смета дека не е се изгубено. Ако не е почитувана процедурата за легализација, ќе следуваат санкции. Но поважно, и деталниот урбанистички план кој е во подготовка ќе се води по ГУПот, каде се предвидува зеленило за просторот. Може да се врати, ние со деталниот урбанистички план да потврдиме дека таму треба да има заштитно зеленило, после тоа општината со сила на закон може да него го експроприира, го руши тој објект и таму се враќа зеленилото. Но дури и да дојде до тоа, процесот ќе биде скап и платен повторно со јавни пари. Ако сето ова што го гледаме тука е целосно легално и луѓето ги имаат сите права, оваа состојба што ја имаме сега би била многу по-скапа и посложена за уривање. Имаме нови објекти, значи на проценка тие ќе изгледат многу поскапи, отколку да се обештетија и да се решише стамбеното прашање на луѓето што претходно живееа тука во едни услови што не беа задоволителни. А освен што нема елаборат за ревалоризација и урбанистички план, калето е веќе опколено со големи бетонски зданија. Пред него никна барокната зграда на водовод, а во моментот се гради и деловна шесткатница, сите предвидени со претходниот ДУП и со одобренија за градба добиени пред мораториумот. Ние имаме една ситуација во која зградата на водовод и канализација е поголема туристичка атракција од средновековна тврдина, што е целосен апсурд. А и мораториумот на општина Центар веќе не е на сила. По стариот ДУП од 2012 година, државното земјиште под калето е продадено на лицитација.
Предвидени се деловни комерцијални објекти и хотелски сместувања. Успеавме како општина да поништиме неколку такви одобренија, да покренеме неколку постапки, ама само таму кај што сме забележале строги прекршувања. Таму кај што не може да забележите строги прекршувања, односно кај што си го испочитувале делот од договорот, не смеете да покренете нешто затоа што ќе направите штета и на самата општина. Има работи кои што се за жал со долги лузни и ќе остават во нашиот град. Овие две згради се една од тие, подлабоки лузни. Меѓутоа, дефинитивно ќе мора да се посветиме на редизајнираното Скопје. Политичките заложби засега се само декларативни. И додека се чека акција, стручната фела покажа што би ги снашло најпознатите културни обележја на Атина и на Париз, ако ги имае како што велат македонските закони и правилници, лесната рака на урбанистите и архитектонски необразованите локални власти.